Иако сите со нетрпение очекуваат да видат дали музичката дива и победничка на Евровизија во 1988 година, Селин Дион, ќе се појави за време на првата полуфинална вечер на Евровизија 2025 во Базел. Тоа не се случи. Наместо нејзиниот настап, објавена е видеопорака во која им изразува поддршка на сите надпреварувачи. Иако преговорите траја до последен момент, поради болеста, Селин не беше во можност да настапи. Јеменските бунтовници Хути го нападнаа аеродромот Бен Гурион во Тел Авив, поради што привремено се стопирани сите летови, јави јеменската телевизија Ал Масира. Портпаролот на движењето Ансар Аллах, како што го нарекуваат хутите, Јахја Сари, потврди дека за нападот врз аеродромот во Тел Авив употребени се хиперсонични балистички ракети. Портпаролот на Кремли Дмитрий Песков изјави дека руската делегација ќе престојува во Истанбул, додавајќи дека очекуваат на преговорите да се појави и украинската страна. Креми се уште не објави кој ќе ја сочинува руската делегација на предстојните преговори во Турција, велејќи дека составот ќе го објави само кога председателот Владимир Путин смета дека е потребно. Саудиска Арабија подготви раскошен пречек за американскиот председател Доналд Трамп во Ријад, каде што тој слета, буквално на тепих од лаванда. Во 2021 година, Саудиска Арабија го замени традиционалниот црвен тепих со лаванда, наведувајќи дека бојата е инспирирана од природното наследство на Саудиска Арабија, имено сезонските цветања на лаванда во пустинските региони на земјата. Чекањето завршува, бидејќи долго очекуваниот филм за Формула 1, во кој глуми холивудскиот актер Бред Пит, ќе пристигне во кината во јуни, а сега е објавен и последниот трейлер. Новиот трейлер доаѓа откако целосната постава и саунтракот беа објавени за време на викендот на F1 во Мајами, а во него се вклучени наградувани уметници како што се Ед Ширан, Розе, Бурна Бой и Тейт Мекреј. Филмот F1 пристигнува во кината на 25 јуни, режиран е од Џозеф Косински, додека продуценти се Џери Брукхајмер, Бред Пит и седумкратниот светски шампион во Формула 1, Луис Хамилтон и уште некои значајни имиња.